А сега ќе ја побараме нашата Ивана на линк во живо, која што пак ќе не пресели за кратко во светот на уметноста. А во светот на уметноста е секогаш поубаво отколку во реалноста, барем таа која што ја имаме во моментов. Иванче, добро утро. Како си и драго ни е што ќе не воведеш во новата самостојна изложба на твојот соговорник. Да, така, Сузе, морам да споменам дека исклучително топло, како и вчера, така и ова утро е во главниот град, но еве да се надеваме на заладување некои врнежени или за време на викендот. Ќе ги поздравам сите гледачи кои што ова утро се со програмата на Добро утро секое утро и ве поздравуваме ние од Младинскиот културен центар, поточно од галеријата, каде што вчера вечер голема публика имаше можност да ужива вистински во она што се случуваше тука во отварањето на изложбата на интердисциплинарниот уметник Доротеј Нешовски, која што е насловена Ноќна шума. Што го натера еве токму да се направи, односно кој беше мотивот за оваа изложба и што се ќе имаат можност сите оние љубители на уметноста и сите оние кои што сакаат малку да се релаксираат, да дојдат и да уживаат во уметност се до 24 август. Ова утро секако ќе да знаеме од уметникот Доротеј Нешовски. Доротеј, ќе ти посакам добро и убаво утро, пред се на честитки еве за официјалното отворање на изложбата. Како настана Ноќна шума и што е Ноќна шума? Добро утро на вашите гледачи. Јас сум Доротеј Нешовски, интердисциплинарен уметник. Пред се благодарам до Младинскиот културен центар, каде што вчера вечер се отвори изложбата Ноќна шума, неизвестни значења низ патот. Ноќна шума е еден концепт кој што е граден подолг период или се трансформативни сесии кои што ги градам више подолг период. Пред се изложбата се состои од објекти и графики каде што самите посетители и публика може да дојдат да ја видат. Низ објектите се пред се правени низ еден процес каде што го истражувам јас моливот или дрвените боички, каде што го поврзувам со моето истражување. Пред се за мене моливите представуваат врска помеѓу природата и човекот, што не прави моќни да создаваме нешто што природата не го создала. Процесот на изработка траеше некој подолг период, да речеме од јануари па до сега. И е еден вид на награда, еден грант кој што го добив од Принц Клауд, една холандска организација, каде помеѓу 2000 автори ми избра во 100 автори, 100 автори, млади автори, каде што имаат можност да представат нешто во изминатата година. Па така да ова е еден вид на награда која што ја добив од еден претходно истражување и претходни излагања. Така да овој вид на една шума каде што луѓето имаат пред се предели, каде што низ патот, низ таа шума можеш да се изгубиш, да се пронајдеш, една мистична шума каде што во минатот или фолклорот имало повеќе значење. Да, и ова е навистина за поздрав и за честитки, да бидеш избран помеѓу 100 уметници од 2000 во светот, навистина е за поздрав, секоја чест не е за тоа, но еве што те води еве Доротеј низ процесот на создавање, кога создаваш, кога размислуваш, кога црпиш инспирација? Пред се ме води еден потик на истражување, на креативност и создавање или пружање други можности во градот. Пред се ова се некои мапи или ментални мапи, каде што ја сакам да ги представам колоритно или графички. Идејата доаѓа пред се од моето работење и со деца, каде што ја одржувам креативни работилници, баш тука во Младински културен центар. Идејата ја црпам помеѓу луѓето, помеѓу природата. Пред се многу сакам да читам и да истражувам теорија на уметност, студии на култура. И затоа сум им благодарен на моите професори кои што ми го возможиле тоа. Така, идејата пред се е долг процес, каде што секојаш се развива од едно поле, преминува во друго поле. Исто така, освен што сакам да изложувам во галерии, сакам да изложувам во некои неформални простори, во јавен простор.
Некогаш ги правам изложбите во одредени станови, згради, каде што самиот тој простор или некој дуќани, каде што го изнајмувам тој простор и сакам да публиката да биде движечка, не само да посетува изложби во галерии, туку да малце да ги раздвижиме и да им приредиме нека поинако визуелно доживување. Така. На колку време се подготвуваш еве Нукне шума? Колку време ти беше потребно да ги направиш сите овие дела кои што можат да ги виде веќе публиката и сите оние кои што сакаат и ќе го посетат Младинскиот културен центар во наредните 10 денови? Пред се процесот е захтева повеќе работа, пред се захтева припрема во тој процес, набавка на материјали, работа на ЦНЦ, работа на создавање на тие акумулации на молеви и оптички варијации. Значи процесот траеше сигурно 6 месеци да се создадат самите дела, бидејќи се работи секојдневно во тоа, ама за некоја посериозна уметност и сака малце подолг процесна работа. Самите графики прво бара истражување, скици, тие се во техниката на сериграфија, каде што се бара после поинаков пристап на работа и процесот имаше траеше, така да меѓувремено се менуваше исто процесот. Отварањето на оваа изложба исто беше во Битола, во магазат, еден културен центар во музеот на Битола. Таму беше представено малце поинаку со дим машина во темен простор, баш да се изгубиш во таа шума за да можеш да се пронајдеш. Имаше некои други елементи скулптури, но тука сакав да ја представам малце поразлично, да биде по-чисто, по-минималистично и едноставно да биде убаво за доживување. Да, вчера вечер буквално на социјалните мрежи кружејта доста фотографии нели од отварањето на изложбата. Какви беа реакциите, забелешките од публиката? Јас изненадив на ова топла да дојдат толку луѓе, имаше доста посетеност и тоа многу ме радува дека луѓето знаат да препознат и да ценат уметност и да дојдат на вакви излагања на изложби, истражувачки проекти. Критиките беа супер, мислам имаше доста позитивни критики, доста дојда и наши колеги од странство, каде што меѓувремено се овде на некој си престој. Имаше доста интересни критики, најмладите беа најзабавни, бидејќи они најискрено зборуваат за уметноста, што им се допега, што не им се допега. Така да изложбата од отворен карактер може да се посети до 24 овој месец. Има и неколку понуди за да се откупат некои од делата, така да мислам дека супер во нашиот град почнува и тој вид на комуникација со уметност, продажба, економскиот раст на уметниците и едноставно стимулирање за да можат и понатаму да продолжат да создаваат, да творат, каде што им е многу важно за обстанок, бидејќи уметноста и треба да се стимулира и треба се стимулираат и младите и едноставно да се понуди на градов еден поинаков простор, еден поинаков концепт на размислување и едноставно младиве да бидат дел од тие политики на музеи и галерии, каде што ќе се отренат од секојдневните работи, ќе можат да создаваат и критична маса и да се размислува и понатаму да се создава еден поинаков град на кохезија, на љубов, на добрина и на одржување на овие галерии, јавни простори. Едноставно тоа треба заедно да го создаваме и да го градиме. Да, дефинитивно град каде што има култура и уметност не може да биде нели лошо место за живење. Доротеј, овде ги одржуваш и детските работилници во Младинскиот културен центар за децата. Како се буди еве креативноста кај децата? Децата се најинтересни, најкреативни, најслободни. Ние тука концепираме работилници вторник, четврток и сабота, каде што од возраст од 5 до 12 години децата ќе може да дојдат во детскиот креативен центар при МКЦ, да создаваме уметност, креативност, истражување, експериментирање во одредени ликовни техники. Идејата да им се биде достапна уметноста и да може да се градат во едни слободни духови, едни слободни граѓани, каде што понатаму ќе користат уметноста како алатка за сопствени цели. Пред се тука создаваме, освен што работиме некои ликовни техники, работиме и на идеја, на концепт, на размислување,
Нашата идеја е да ги култивизираме и да ги градиме во културно доминантни личности, па и од тука и самата таа комуникација со децата, они се едноставно колку што ќе им понудиш работилници, толку и повеќе ќе ги има присутност. Така да јас се радувам дека што повеќе и повеќе деца пристапуваат кон вакви работилници, родителите сакаат да им овозможат едно поинакво доживување. Доста и не сме барани како уметници, како простор за да можат и да се слават како роденден низ уметност. Тоа е некој нов концепт на дружба, низ креативност. Пред се децата се новите генерации кои што треба да бидат идни мислители, едноставно да се обидеме, да им возможиме да бидат тие двигатели кои што ги сакаме понатаму и иноватори во ваков свет. Ти благодарам за одвоеното време. Верувам дека голем број на дечиња од новата сезона од септември ќе се приклучат кон детските работилници, така ќе се развиваат нели себе си. Честитки уште еднаш за изложбата и се гледаме по некоја наредна прилика. Што дојдовте, баш се радувам што посетувате вакви настани. Се надевам и во иднина ќе сработуваме, така да многу сум среќен што ја отворивме изложбата, ги повикувам сите гледачи во наредниве 10 дена да посетат изложбата, таа е отворена секој ден и ќе ме радува додека споделат на социјалните мрежи, па јас нив да ги респоделам. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам Доротија уште еднаш. Да, Младинскиот културен центар, галеријата е отворена со изложбата на интердисциплинарниот уметник Доротеј Нишовски, која што е насловена Ноќна шума. Изложбата ќе биде отворена до 24 август, така што сите вие кои што сакате да уживате малку во уметноста, дојдете во Младинскиот културен центар и посетете. А сега ве оставаме во добро друштво, секако со сите останати содржини кои што ги нуди утринската програма на Алфа телевизија.